Првите знаци на пролетта веќе надзираат. Можеби веќе ја имавте првата средба со некое кокиче. А доаѓањето на месец март ни ја носи безгрижно и пролетта со сите нејзини убавини. Мене месец март ме асоцира на мартинките. Еден древен обичај кој што се негува во многу семејства. Така е и во мојот дом, уште од раното детство, благодарение на мојата мајка, го негуваме овој древен обичај и јас посебно се радувам што заедно со вас, почитувани, ќе го споделиме овој разговор и ќе разговараме за мартинките на една работилница во која што се наоѓаме во моментот. Станува збор за работилницата која што по 10-ти пат се одржува. Среќна Баба Марта, 2023 година, јубилејно издание и чести задоволство ми е што сме овде на првиот ден на отворањето, а ќе се случува се до 1 март. Заклучно со 1 март имате можност да ја посетите оваа работилница. Во продолжение ќе зборуваме со организаторот на овој настан. Всушност зад Среќна Баба Марта стои Хаемус, а основач на Хаемус е магистар Василка Димитровска, археолог, која што несебично и грижливо низ годините се грижи за нашите мартинки. Драго ми е што ве имаме во Добро утро секој утро. Драго ми е, Александра, добре дојдовте и вие и добре дојде, се разбира, и за гледачите на Алфа телевизија. Јас само да поправам, не се работи за работилница, се работи за голем еклектичен настан. Јубилеен, 10-ти пат поред, традиционална Среќна Баба Марта 2023 година, овдека во едно убаво прекрасно катче во Капитол Мол. Така, тоа е една манифестација, моја грешка е, во која што има и работилница. Ајде да појасниме што се вклучува оваа манифестација Среќна Баба Марта за сите оние кои што ќе наминат овде и за сите што ќе ги повикаме да наминат. Да. Пред се би сакала да заблагодарам за убавата најава. Јас исто така и од мојата баба, и од мојата прабаба, и од едната и од другата страна ја имам наследена традицијата за практикување на обичајот мартинки и еве во својство на правен носител во УНЕСКО, понатаму продолжувам да едуцирам, да промовирам и нашироко да објаснувам за оваа наша традиција. Инаку, да појаснам генерално за оваа манифестација, Среќна Баба Марта 2023 година, во организација на Хаемус, Центар за научни истражувања и промоција на културата. Ја правиме по 10-ти јубилеен пат, прерасна во навистина голема манифестација со неколку илјади луѓе. Веќе 5-та година ја правиме во Капитол Мол, кој е наш долгогодишен партнер и голема благодарност до сопственикот на Капитол Мол, до менаџментот, што ни го овозможи ова прекрасно зелено катче и целата логистика. Благодарност до колегите од Хаемус и секако благодарност секој пат до Институтот за етнологија и антропологија, чии што студенти се исто така дел од нашата манифестација. Самата манифестација е создадена да има неколку елементи кои се прилагодливи во различни услови. Имаме изложбени дрвја, на кои што има мартинки од Романија, Македонија и од Бугарија. Имаме продажна галерија со рачно изработени мартинки. Во позадината, не знам камерата дали ги фаќа, ама имаме и една плејада на многу убаво дизајнирани постери на 4 јазици, бидејќи мултинационалната апликација која што беше поднесена во УНЕСКО во 2017 година беше прифатена како светско културно наследство, при што мартинките се впиша во репрезентативната листа на нематеријално наследство на УНЕСКО. Апликацијата ја поднесува Македонија, Романија, Бугарија и Молдавија. Ќе позборуваме малку подоцна за што значи тоа. Јас сакав малку повеќе да се задржиме околу тоа што се нуди оваа манифестација оваа година. Навистина е прекрасен амбиентот, луѓето ќе можат да си купат, но ќе можат и да направат, дечињата да научат, младите, новите генерации да научат како се плетат мартинки. Тоа е и последниот дел кој што сакав да го кажам од нашата манифестација. Секој пат имаме детско каче, овдека е го околу нас е убаво уредено со масички и со столчиња. Нас ни е оригиналната работилница закажана на 28 февруари од 17 до 20 часот, но
се разбира дека во било кој момент баби и дедовци со внучиња или родители со дечиња, ако дојдат, нема да ги одбиеме, значи ќе можат да си направат Мартинка, да направат една срекна коцка, ја викаме баба Марта, да можат самите да ја раскажат приказна, да обојат нешто и да ни го остават цртежот, овдека гледате наоколу дека се залепени цртежи од дечиња, кои што и од претходни години исто така цртале за време на нашите манифестации баба Марта, бидејќи децата на тој начин се идентификуваат практично со своите врсници и тоа е нешто што исто така ги привлекува. Не можам да не ја забележам вашата радост која што имате за овој настан 10 години зад вас. Василка, кога ќе се вратите наназад сиве овие 10 години, толку труд и работа и вложување во тоа да го оживеете овој древен обичај, плетењето на мартинките и носењето на мартинките во месец март, дали сте среќни и задоволни од оваа гледна точка, од оваа дистанца погледната, дали го вративте сјајот на оваа традиција? Па, треба да кажам дека сум навистина многу задоволна, бидејќи вративме буквално една традиција која што беше на изумирање. И веројатно тоа е и најголемата причина што во 2020 година ја добивме наградата од Европската унија и од Советот на Европа за најдобра европска приказна токму за нашиот проект Денот на баба Марта. И на тој начин во европски рамки го валоризиравме значењето на овој обичај, на оваа традиција. И се разбира дека сум среќна, 10 години не се малку, меѓутоа имате во предвид дека за да се поднесе една апликација, тоа се заеднички напори кои што ги вложија во тоа време Министерството за култура, Институтот за фолклор Марко Цепенков од Скопје, сега да не заборам него, Управата за заштита на културното наследство и се разбира ние од Хајмус како носители на ова наследство во името на сите луѓе од Република Македонија кои што го практикуваат. Се работи за еден административен процес кој што нели мора да се запази во УНЕСКО, бидејќи е нематеријално наследство, мора да има локален носител кој што тоа го практикува за да ја превземе таа обврска, но се разбира. По 10 години сметаме дека сме ја завршиле нашата работа, дека сме вратиле една традиција од изумирање, дека сме направиле еден циклус во кој што сме заживеале еден обичај, сега мислам дека е ред да го оставиме самиот да има некој свој животен пат. Како ние треба да се однесуваме како македонци, како народ со едно нематеријално културно наследство? Прво треба да се направи разлика помеѓу материјално наследство, каде што влегуваат, например, храмови, археолошки локалитети, некои движни наоди и слично, и нематеријално наследство или жива традиција, која што луѓето ја практикуваат сами од себе, не поттикната или не поддржана од некакви трети финансиски извори. Треба да дојде од луѓето и да ја практикуваат самите луѓе заради самите себе и одржување на тоа наследство. За да се впише едно наследство во УНЕСКО, претходно треба да биде впишано во домашната листа и заштитено како македонско културно наследство, си постои една административна процедура. За да се впише во УНЕСКО се работи апликација која што е многу комплексна и мартинките не се единствено нематеријално наследство, има неколку, копачката, гласовечко пеење, сега да не заборам хидрлез и четрсе обичајот. Но меѓутоа УНЕСКО нема да валоризира ништо што претходно не си го признала државата сама или што народот сам од себе не го практикува. Така да јас ги потикнувам практиките, сите обичаи што ги имаме, да ги задржиме независно од која националност доаѓаат, и е многу интересно за мартинките што независно од верата, од родот, од полот на луѓето, од годиштето и слично, посебно од од вероисповеста, значи ги практикуваат сите и ги обожаваат. Тоа ми е едно од следните прашања. Пред неколку дена таза свежо излезена е една книга, односно тоа е мапирање на обичајот мартинки во Скопје и Скопско. Тоа е едно истражување, јас го прочитав и таму буквално зборува за едно ваше истражување како археолози. Неодамна мораме да го споменеме моментот дека и црквата рече дека всушност мартинките представуваат нешто што не е христијанско. Но еве одлично го начнавте и го нагласивте тоа дека всушност мартинките немаат никаква поврзаност со религијата. Тоа ли зборуваат вашите археолошки откритија? Па вака сега, тоа не се археолошки, тоа се антрополошки истражувања, така.
Јас би сакала да им препорачам на вашите гледачи сепак да не мешаат нешто што е светско културно наследство и религија. Значи, едноставно тие две работи не одат заедно. Ние во случајот со Мартинките зборуваме не само за домашна традиција, туку за светско нематеријално наследство впишано на листата на УНЕСКО. Значи, признаено и ставено на листата на УНЕСКО. Но, видете, УНЕСКО ви дава валоризација во поглед на промоција, не ви дава пари. Сепак, практиката за еден обичај или за една традиција си останува на оние луѓе кои што го сакаат тоа да го прават. Што ни носи мапирање на обичајот Мартинки во Скопје и Скопско? Што се крие оваа книга? Што ни открива и каде може да се најде? Так. После 10 години правење на традиционални манифестации, истражувања, правење на аудио-видео архиви со луѓето, решивме дека сето тоа треба да почнеме некако да го вобличуваме во научни трудови. Ова дури не е толку многу ептен строго научно, правено е за пошироката популација. Луѓето можат да си ја симнат електронската книга од сајтот на Хаемус, меѓутоа со мапирањето на обичајот Мартинки во Скопје и Скопско сакавме да покажеме динамиката на која што како се развива самиот обичај, како се распространува, географски како се дистрибуира, како се наследува, начинот на кој што се практикува. Јас, например, никош не сум знаела дека има и еден елемент каде што Мартинката се става под черга. Например, некои во Скопје и Скопско го практикуваат и тоа. Да, вообичаено се става на дрво и се става под камен, откако ќе се види штрк или ќе видите прво расцветено дрво, така? Така. Меѓутоа има и некои елементи за кои што ние не сме знаели, едноставно сакаме да ги истражиме, да ги запишеме, да ги зачуваме за некои следни генерации. Ништо, на самиот крај јас мислам дека нема потреба да зборуваме, освен да ги поканиме нашите гледачи со своите најмили да дојдат овде, да ги посетат работилниците, да научат како се плетат мартинки и да си закачат или стават на глуждот некоја од мартинката. Ги поканувам сите гледачи на Алфа телевизија да дојдат во ова прекрасно каче во Капитол Мол. Тука сме од денеска 27 февруари од 12 часот до 1 март. Овие 3 дена ќе бидеме во периодот од 12 до 20 часот тука, додека трае нашата традиционална манифестација Среќна баба Марта. Ке не најдат на вториот кат од Капитол Мол, дури да не мораат да си набават мартинка, чисто да ни споделат искуство, да си поминат едно убаво време во ова креативно зелено катче и да се едуцираат, да споделат некои размисли и искуства. Ние ќе бидеме многу среќни. Благодарам многу. И јас ви благодарам на вас.